Добре дојдовте на новото предавање, односно на новото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ова видео ни е број 230 и во него ќе зборуваме за докаде стигнавме и со што продолжуваме. Денешното видео ќе биде пократко од обично. Пред да започнеме, ќе ве замолиме да кликнете subscribe на каналот за да ни дадете поддршка и да не следите на Facebook и Instagram како Германски јазик онлайн. Можеме да започнеме за почеток да направиме мала анализа за тоа колку видеа имаме, каква гледаност и колку субскрајбери. Денешното видео, како што кажавме, е број 230. Во views имаме над 700.000 до сега, односно 702.000. Во време на гледаност имаме околу 100.000 часа и од субскрајбери имаме околу 6.000. Се надеваме дека ќе се множат. Како што знаете до сега, веќе имаме снимено целосни предавања и вежби за нивоата А1, А2 и Б1. И имаме снимено некои бонус видеа. Сега накратко ќе објаснеме и ќе ги кажеме насловите за тоа што до сега имаме снимено. Ќе започнеме со А1 ниво. Во А1 ниво започнавме со германската азбука и буквите и вториот дел од видеото, односно од предавањето, беше за буквите и нивен изговор. Потоа продолживме со персонал прономен или лични заменки. Како трето предавање, со 3 делови го имавме за die Verben или глаголите во германскиот јазик. Таму учевме за правилни глаголи, потоа за топ 300 најчесто користени глаголи и завршивме со неправилни и мешани и делливи глаголи. После глаголите учевме вокабулар за die Familien или фамилијата во германскиот јазик, хороскопот и боите. Како шесто предавање и многу важно за А1 ниво ни беше die Sätze und die Fragen или формирање на реченици и прашања. Продолживме со броевите во германскиот јазик, die Zahlen, die Woche, Tage, Monate, Jahreszeiten и така натаму. Таму учевме за деновите, месеците, седмицата, годишните времиња и слично. Деветото предавање ни беше за професија и работа. Потоа учевме за читање на времето и часовникот. Географија, ова предавање главно ни беше со вокабулар. И следното исто така, каде што учевме за животни, инсекти, птици и риби. Die Wohnung und das Möbel, живеалиште и мебелот во домот. Das Lebensmittel und der Geschmack, овде учевме за намирниците и вкусовите. Продолживме со 15-тото предавање и она кое е најгледано на нашиот канал, тоа е зборови и фрази за почетници. Потоа die Kleidung, облеката во германскиот јазик, die Schule und Deutschschulsystem, училиште и германски систем на школовање, модални глаголи. Имавме 3 предавања за падежите во германскиот јазик и тоа беа за номинатив, акузатив и датив. Потоа учевме за заповеден начин и учтива форма, двата типови на минато време, перфект und претеритум, здравје и медицина, der Brief, Lebenslauf, die Bewerbung и така натаму. Овде учевме за официјално, неофицијално писмо, CV, апликација за работа и друго. Типовите на множина. Die Reise und Besichtigung, тоа беше за патување и посетување. Zusätzliche A1 граматик. Имавме 2 предавања во кои учевме за додатна граматика за А1 ниво. In der Stadt und die Bauwerke. Овде учевме за градот и градбите. Потоа присвојни заменки, позесив артикел.
свечености и празници и завршивме со дипрепозиционен или предлози. Тоа беше за А1 ниво, се надеваме дека ги имате гледано видеата. Потоа продолживме со А2 ниво, каде што имаме поголем број на предавања. Започнавме со вокабулар за спортови и хоби. И скоро се натаму ни беше за А2 ниво граматички. Имавме 4 предавања поврзани со придавките, 2 предавања за сложенки или дикомпозита, глаголи со постојани предлози, 2 предавања за die Nachsilben oder Suffixe, за германски суфикси или наставки, пасивни реченици, потоа 3 предавања кои се поврзани за сврзниците, прилози за време, 3 предавања за неопределени заменки или индефинит прономен, потоа 2 предавања за конјунктив 2, 2 предавања за модал вербен им претеритум, модални глаголи во минато пишано време. Имавме предавање за правилни глаголи во претеритум, како и за неправилни и мешани глаголи во претеритум. Во А2 имавме и други предавања, односно минато свршено време или предминато време или на германски плусквамперфект. Имавме 4 видеа за глаголот werden. Знаете дека тоа беше сложен глагол кој се користи во различни форми. Индиректни прашални реченици, односни реченици во номинатив, односни реченици во акузатив, датив и генитив. После продолживме со релатив прономен, 2 предавања, релатив адвербин, вехзел препозиционен, индефинит, инфинитив зетце или инфинитив реченици, пасивни реченици во минато време и пасивни реченици во предминато време и во идно време. Тоа беше за А2 и сега уште да ги прочитаме за Б1 кои предавања ги имаме поминато. Б1 има најмал број на предавања, но се најсложени. Започнавме со партицип 1 и снимивме уште 2 предавања за партицип 2. Потоа учевме за идно време, рефлексив прономен или рефлексивни заменки, рефлексивни глаголи, имавме 2 предавања за тоа, реципроке прономен und verben, реципрочни заменки и глаголи. Учевме за падежот генитив, за него имавме 3 предавања, 3 видеа и уште 2 додатни кои се поврзани со генитив предлозите. Зборови со двојно значење. Zustandspassiv, знаете дека пасивни реченици се делат на 2 типови. Овде учевме за негацијата nicht, инструментални реченици, финални реченици или завршни реченици, глаголот brauchen, модални глаголи во минато говорно време, модални глаголи во предминато време. Имавме 4 предавања за глаголот lassen. Знаете дека и тоа како глаголот werden е исто сложен глагол. Модални глаголи во идно време. Ендеклинација и модално слични глаголи. Тоа беше за B1 ниво. Освен тоа, имаме и некласични бонус видеа со кои можете повеќе да ја запознаете Германија и начинот на учење. Овде имавме 100 факти кои не сте ги знаеле за Германија.
Потоа традиционална германска храна, имавме 2 видеа. Како да научите германски, исто 2 видеа снимивме за тоа, ви ги препорачуваме да ги гледате. Исто глаголи кои не сте ги знаеле. Исто и за ова имаме 2 видеа снимено. Ке се снимат уште многу бонус видеа. А сега продолжуваме. Со што продолжуваме понатаму со снимање. Главно моментално имаме 3 планови, а ако имате вие предлози можете да ги пишете во коментар или на Инстаграм во порака. Ке продолжиме со снимање на видеа со граматика за B2 ниво, потоа Deutsch für medizinisches Personal или германски за медицински персонал или за медицинари и Deutsche Sprache auf Englisch. Ова ни е план да отвориме уште еден канал во кој ќе се снимаат видеа со предавања и вежби, како овој канал, но таму ќе објаснуваме на англиски јазик, за да можат да учат и оние кои не знаат македонски. Со ова завршуваме за денешното видео, се надеваме дека ви се допадна. Уште еднаш ќе ве потсетиме, кликнете subscribe и ако имате предлози, пишете ни на Инстаграм.